по повод природната непогода која деновиве го зафати регионот, односно Република Србија и Босна и Херцеговина, владата на Република Македонија донесе одлука на 22 мај, тоа е четврток, со почеток во 19 часот во спортскиот центар Борис Трајковски под мотото да се обединиме во хуманоста, да организира голем хуманитарен концерт за поддршка и помош за граѓаните на подрачјата кои настрадаа во поплавите. Реализацијата на овој настан е еден мал придонес од нашата држава за што побрзо санирање на штетите и надминување на катастрофалните состојби со кои се соочија нашите соседи. Би сакала да потенцирам, тој Александар го кажа подетално, дека владата на Република Македонија во најбрз можен рок ги стави на располагање сите можни ресурси за справување со поплавите и санирање на штетите кои ги предизвика природната непогода. Интервентно во Србија и Босна и Херцеговина беа испратени стручни екипи од повеќе области, како и друга потребна опрема, така да координативното тело ревностно секој ден информира јавноста за сите превземени активности. Во оваа прилика би сакала со посебно внимание да истакнем и поддршката на нашите граѓани од сите општини во Република Македонија, кои во навистина масовен број се организира и обезбедија помош од секаков вид за настраданите во поплавите. Голема благодарност до сите нив, како и до компаниите кои безрезервно ја покажаа својата солидарност и донираа опрема и средства со цел да им излезат во пресрет на своите пријатели од регионот. Сакам да изразам голема благодарност и до сите медиуми, до сите вас новинарите, кои што континуирано информирате и ги поддржувате сите овие акции, значи во таа насока. Почитувани присутни, на хуманитарниот концерт на 22 мај ќе настапат најголемите македонски звезди како Калиопи, Каролина Гочева, Елена Ристевска, Тамара Тодевска, Тијана Дапчевиќ, Кристина Арнаудова, Дани, групата Нокаут, Next Time, ДНК, Ѓоко Танески, Сара Мејс, Димитар Андоновски, Сашо Гигов Гиш, Зоран Џорлев, Виолета Томовска, Миле Кузмановски, Ефто Попиновски и многу други реномирани музичари кои со своето учество на овој настан ќе ја покажат својата хуманост на дело. Сакам да информирам дека картите веќе се пуштени во продажба, билетите, а влезниците за овој концерт се по символична цена од 150 денари и можат да се купат, значи од денеска на сите продажни места низ Македонија, и тоа продажните салони на One во Скопје, Рамстор, трговски центар Бисер, ГТЦ, Веро центар, Скопје Сити Мол, Куманово, Тетово, Гостивар, Битола, Охрид, Струга, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Штип, Велес, Кочани, Струмица, Гевгелија, Југотон, градски трговски центар, Универзална сала, Тобако, МПМ Прес, Тобако Гоги Драчево, Скопје, Розе Веро 2, Камарат Рамстор, Кафе Браво, Круг кафе низ Македонија, Охрид, Агора Куманово, Хартрок, Битола, Шишко, Кочани, така да еве директорот на Борис Трајковски може подетално во таа насока да ве информира. Се надевам дека средствата од хуманитарниот концерт, од собраните средства од овој хуманитарен концерт, како и средствата кои што планираме да ги собереме, значи од представите кои што ќе бидат реализирани и наменети за да им се помогне на нашите соседи, преку нашите културни институции, значи голем број на театри, тука е Дејан подетално ќе ви информира, значи сите театри влегуваат, Македонска опера и балет, Македонска филхармонија, кои што ќе реализираат представи наменети, значи и средствата од овие билети ќе бидат, значи, префрлени на посебната сметка која што ќе биде отворена во Борис Трајковски. Би сакала со посебно задоволство да ви информирам дека зад благородната идеја да им се помогне на нашите пријатели во соседството застанаа и сите институции, како што кажав, од областа на културата и сите компании, сите овие средства од компаниите ќе бидат, барем морам да кажам, мал придонес за жителите на погодените региони во Србија и Босна и Херцеговина. Нашата држава веќе се има соочено со катастрофи од вакви размери. Република Македонија се сеќава и знае колку е важна поддршката во овие тешки моменти за нашите пријатели во соседството. Затоа уште еднаш ве повикувам на секој можен начин да им помогнеме на нашите соседи, тоа е наша одговорност, морам да напоменам, и наша обврска. Балканот секогаш знаел да биде обединет во најтешките моменти и во овој контекст сакам да изразам мојата надеж и увереност дека набрзо регионот ќе успее да ја нормализира состојбата и да ги надмине последиците од поплавите. Ние како влада ќе продолжиме со сите оние активности и со сите оние поддршки насочени во таа насока. Ова е акција на националните институции од културата,
акција која што е координирана од Министерството за култура и лично од министерката. Сите најголеми институции од културата се вклучуваме со представи или концерти кои приходот од продадените влезници ќе биде наменет за настраданите од поплавите во регионот. Македонската филхармонија во вторник во 20 часот ќе одржи концерт заедно со студентите од државните факултети за музичка уметност. Македонската опера и балет четврток 22 мај ќе одигра представа операта Фауст од Шарло Гуно. Македонскиот народен театар четврток 22 мај во 20 часот представата Сината птица во режија на Златко Славенски. Потоа на 3 јуни во 20 часот во рамките на меѓународниот фестивал кој што го организира Македонскиот народен театар ни гостува Народно позориште од Белград со представата Народен пратеник, па се одлучивме и таа представа која што ќе одиграат колегите од Србија, средствата да бидат донирани. Драмски театар четврток 22 мај представата Евридика. Во петок Драмски театар повторно ќе игра представата Живот во тесни чевли во режија на Ненад Витанов. Театарот за деца и младинци во недела на 25 мај во 12 часот и 30 минути ќе одигра представата Волшебникот од Оз. Театарот Комедија вторник 20 мај ќе одигра представата Женидба. Народниот театар од Битола во вторник и во среда ќе одигра представата Розенкранц и Гилдестен се мртви. Театарот од Прилеп во петок на 23 мај ќе одигра представата Буре Барут. Народниот театар од Струмица 29 мај представата Подземна комедија во режија на Дејан Дамјановски. Театарот од Штип среда 28 мај представата Мрачна комедија во режија на Спасој Миловановиќ. Албанскиот театар во понеделник 19 мај ќе одигра представата Сомнително лице. Турскиот театар четврток 29 мај ќе одигра представата Војникот во Албаџија. Кинотека на Македонија од 19 до 23 мај проекции со почеток од 12 и 20 часот, кои се дел од детскиот фестивал за слика и филм БУФ. Ова се дел од институциите и се уште очекуваме поголем број на институции кои што се вклучуваат во оваа акција, за каде што приходот од продадените влезници ќе биде наменет за настраданите од поплавите во регионот. И морам да потенцирам дека поголемиот дел од програмата која што ја избравме и имаме директно или индиректно вклучени колеги од Босна и Херцеговина или од Србија. Дали има прашања? Повелете. Господин Вие, дали владата ќе се откаже ДДВ-то за пораките кои што се испраќаат за помош? Благодарам на вашето прашање и добро е што имаме прилика да се произнесеме по однос на оваа тема. Определени дилеми кои што се јавија во јавноста, јас ќе се обидам врз основа на информациите кои што ги поседувам да ја образложам целокупната оваа ситуација. Значи со последните законски измени е дозволено ослободување од данокот на додадена вредност доколку се работи за донации кои што се од јавен интерес и за кои што ќе се побара мислење од Министерството за правда. Во овој случај, при отварањето на таа линија се разбира поради актуелноста на ситуацијата, поради тоа што се работеше за еден брз временски период во кој што таа беше отворена, барање до Министерството за правда не е поднесено и затоа на тој начин доаѓа и до вкалкулирање и на данокот на додадена вредност на онаа сума која што е донирана. Согледувајќи оваа ситуација, од оние информации кои што ги имам по консултациите направени со министерот за финансии, со премиерот Груевски, на утрешната седница владата ќе донесе одлука сите средства кои што се собрани врз основа на овие донации, вклучително и оние за данокот на додадена вредност, да бидат процесуирани како хуманитарна помош. Значи средствата кои што биле вкалкулирани како данок на додадена вредност, исто така ќе бидат пренаменети во функција на хуманитарна помош која што ќе биде доставена до Република Србија и до Република Босна и Херцеговина. Државата нема да задржи ништо од овие сметки донаторски кои што се отворени во последниот период. Дали тоа само ќе биде за овој случај? Дали во иднина државата ќе ги ја практикува практика да се ослободат од ДДВ? Како што кажав, законската можност постои. Со последните законски измени е овозможено, доколку се работи за донирање во определена ситуација која што представува јавен интерес,
кој што го преценува Министерството за правда, доколку се обрати определен субјект кој што отвара таква донаторска линија до Министерството за правда и се процени дека се работи за јавен интерес, во таква ситуација се ослободува данокот на додадена вредност онаа сума која што е издадена како донација од страна на определен субјект. Значи системски ситуацијата е предвидена и постои процедура во која што таа се решава, односно се процесуира. Повелете? Прашање на Министерството на културата. Дали планирате утре да предложите на своите колеги и министри да се откажете од помесечната плата во интерес на хуманата акција? Кога вие како министри ќе уплатите на загрозените граѓани на Република Србија? Јас лично би ја дала мојата плата. Значи јас можам да говорам лично, нели, за мене, за мојата лична плата и во моје лично име, така да јас мојата лична плата би ја донирала. Нормално верувам дека и колегите, но не можам да зборувам во нивно име, така да предлогот вие што го давате, тоа е еден вид предлог кој што нормално би го предложиле, но во овој момент, значи јас лично како министар за култура мојата плата ќе ја донирам, значи во таа насока.